Гледате Дневникот на Сител. Во студиото со вас Иван Кузмановски. Добро вечер, ви благодарам што сте со нас. Ова се настаните кои го одбележаа денот. Ја киднапирал, ја убил и ја закопал. Жител на Гостиварско Неготино осомничен за грозоморниот случај. Соседите сведочат дека бил повратник од странство со криминално досие. Авион Пайпер принудно слетал во Мавровско езеро. Двајцата патници од Косово со повреди пренесени во болницата во Гостивар. Филипче ги обедини коалициските партнери во битка против мигрантите. Мицковски возвраќа наместо резолуција во собранието по предлог на СДСМ, советниците на ВМРО-ДПМН ќе достават резолуции во општинските совети. Бугарскиот парламент едногласно ја прифати оставката на бугарската влада. Безбеден град ќе казнува од февруари законските измени од денеска во собраниска процедура. Итна медицинска помош без основни лекови се наплаќало и за интервенции кои се бесплатни. Контролите на Фондот за здравствено осигурување откриле сериозни пропусти во работењето. А во тема на денот вечерова за актуелните случувања во Бугарија и за можноста за градење добрососедски односи во овакви услови, ќе разговарам со поранешниот амбасадор во Софија, Маријан Ѓорчев. Останете со нас. Грозоморен случај на убиство ја потресе јавноста. Жител на Гостиварско Неготино ја киднапирал, ја убил и ја закопал во аторот на селото жената која му била познаничка. Деталите во полиција ги открила неговата сопруга. Мештаните сведочат дека извршителот на убиството бил повратник од странство кој имал криминално досие. На терен беше Мирјана Давидовска. Ја киднапирал, од дома ја убил, па ја закопал. 53 годишна жена од селото Равен била пријавена за исчезната 2 дена пред да се открие убиството. Осумничениот ја застрелал со пиштол и ја возел се до атарот на своето родно село Неготино, каде ја закопал во дупка покрај реката Мазрача. Полицијата го лоцирала местото по сигналот од мобилниот телефон на жртвата, откако сопругата на осумничениот признала дека тој го извршил убиството. Се работи за лицето СМ 53 годишен од село Неготино, Гостиварско, при што истиот веднаш е лишен од слобода и со наредба од судска наредба извршена претез во неговата куќа, каде што била лишена слобода неговата сопруга, која што при службен разговор во полициска станица пријавила дека лицето за по кое се трага, значи е убиено од страна на нејзиниот сопруг и истата посочила и местото каде што била погребана. Јавниот обвинител нареди обдукција и идентификација на починатото лице и прибирање траги од лице место. Во текот на ноќта беа преземени повеќе истражни действија, пошто за едно осомничено лице е одредена мерка краткотраен притвор од 48 часа за обезбедување докази, додека уште едно лице е задржано и за него се вршат проверки, вела Тојо. Случајот го пријавува синот на жртвата кој во полиција јавил дека неговата мајка на 9 декември се оддалечила од својот дом и не одговара на повиците. Првично беше пријавена како исчезнато лице од страна на синот на жртвата. На полицијата и доставили снимки од надзорна камера на кои се гледало дека неговата мајка влегува во возило Фијат. На снимките било регистрирано и дека ден претходно осомничениот убиец влегол во семејниот дом на жртвата, пребарувал и украл пари. Иселеник со криминално досие кој има одлежана и затворска казна надвор од Македонија. Се враќа во државата пред 5 години. Она што е досега познато е дека не бил во роднински врски со убиената 53 годишна жена. Мештаните беа вознемирени од случајот. Малкумина го познаваат, бидејќи тој одамна заминал да живее во Италија. Добар е био човек како ја го знам, али... Познававте? Ако познававме овако, као малена, ја сад сам дошол од Италија од 1 година, негова сторија како и му е била, не сум бил информиран, сега слушав дека имал неки проблем тој. За тоа дечко знаеме кој е, ако е тој, жалосно е за сите, тоа е. И мислим и селото добива лошо име. Слушнете за случајот? Слушав, не ми е познат. Не ги познавате луѓето ни? Не, живеам во странство и ретко доаѓам тука и веројатно се иселеници во Неготино. Веројатно. Неофицијално зад убиството се кријаат финансиски мотиви, но тоа допрва ќе го истражува обвинителството. Мирјана Давидовска, Сител телевизија.
Мал авион од марката Пайпер денеска сурнал во Мавровско езеро, информира од Центарот за управување со кризи. Во авионот се наоѓале 2 лица од Косово кои се здобиле со телесни повреди. Инцидентот бил пријавен преку 112, а на терен биле испратени екипи од СВР Тетово, итната медицинска помош и регионалниот центар за управување со кризи од Тетово. Како што информираше полицијата, денеска во 12 часот и 35 минути во СВР Тетово, оделението за внатрешни работи Гостивар е пријавено дека во Мавровско езеро, во близина на браната Балички канал, паднал мал спортски авион. Според пријавеното, од авионот на копното успеале да излезат двајца косовски државјани, ДЖП на возраст од 41 година и ДМ на возраст од 64 години, кој го управувал леталото. Тие се здобиле со повреди и се пренесени во медицинскиот центар Гостивар за укажување помош. Полициски службеници од полициското оделение Маврово веднаш излегле на местото и во разговор со нив ДМ изјавил дека поради проблем со моторот слетал во езерото, информираше СВР Тетово. Комитетот за истрага на воздухопловни несреќи и сериозни инциденти веќе почна истрага. Од таму информираат дека воздухопловот е во приватна сопственост и со американски регистарски ознаки. Патниците, според последните информации од службите, не се во животна опасност. Новороденче старо 8 дена вчера било примено без знаци на живот во Прилепската болница. Мајката сама ја напуштила болницата на вториот ден од порадувањето, велат од болницата. На случајот работат полицијата и јавното обвинителство. Вчера утрината околу 8 часот и 10 минути во Прилепската болница е примено новороденче старо 8 дена без знаци на живот. Од болницата вела дека од страна на педијатар и анестезиолог било постапено според сите протоколи, а случајот бил веднаш пријавен во полиција. Мајката пред 8 дена се породила во Прилепската болница, а по нејзино барање си заминала оттаму уште вториот ден. Според јавниот обвинител Стефчо Биновски од ОЈО Прилеп, веднаш бил оформен предмет за случајот. Телото на бебето е дадено на обдукција која што е направена вчера во клиничкиот центар во Битола, од каде што се чека да пристигне и обдукциониот наод, од кој што ќе зависи во која насока ќе тече истрагата и кои мерки ќе бидат понатаму преземени. По наше барање, МВР изврши разговор со лекарите во болницата и родителите на детето. Исто така, извршен е увид и во нивниот дом, а собрана и целата потребна документација за случајот, велат од ОЈО Прилеп. Од Центарот пак за социјална работа од овој град, известување за настанот добиле дури денеска. И нивни екипи утринава веднаш излегле на терен. Станува збор за полнолетни родители кои што немале забелешки за Центарот. Како услуга оттаму користеле само детски додаток. Денеска е извршен и погребот на бебето. Деновиве ќе се знае во која насока ќе се движи целата истрага околу овој случај. За Сител, Дарко Штарговски. Филипче ги обедини коалициските партнери во битка против мигрантите. Мицковски возвраќа наместо резолуција во собранието по предлог на СДСМ, советниците на ВМРО-ДПМН ќе достават резолуции во општинските совети. Бугарскиот парламент едногласно ја прифати оставката на бугарската влада. Лидерот на СДСМ попладнева ги свика на средба представниците на коалициските партнери за да договорат план против прием на мигранти. Филипче го повика и Мицковски да ја подпише неговата резолуција. Тој пак одговори со контрапредлог против мигратски кампови, ново општините. Александар Спасовски ги има деталите. Ако власта не планира да носи мигранти од Британија, тогаш Мицковски нека ја подпише резолуцијата. Опозицијскиот лидер собра дел од својата коалиција за уште еднаш да предупреди дека власта, според него, планира да донесе мигранти во Македонија. Вели платформата ќе се шири со невладини организации и синдикати со цел, како што кажа, да се одбрани Македонија. Резолуцијата јасно и недвосмислено треба да гарантира дека во Македонија нема да се прифатат мигранти како резултат или како дел од било какви тајни договори, разговори, пакети или условени кредити. Уште еднаш ги повикувам ВМРО-ДПМН, премиерот Мицковски да не молчат, да одговорат на нашите повици, заеднички да подпишеме оваа резолуција и да ја поднесеме и да изгласаме во собранието. Само така ќе бидеме сигурни дека мигранти за пари во Македонија нема да има. Премиерот во неколку наврати демантираше дека Македонија ќе носи мигранти како дел од договорот со Британија. Денеска направи и Чекор Плюс, најавувајќи нова иницијатива. Инаку советниците на ВМРО-ДПМН во текот на следната недела ќе достават до советите да се гласа еден таков документ
со кој што ќе се јасно стави до знаење дека таа е политиката, односно анти-емигрантската политика, односно политика која што се бори против нелегалната миграција и генерално таков тип на процеси, дека нема на територијата на тие општини да се создадат такви мигрантски кампови. Мицкоски рече дека ги разбира внатрешните проблеми во СДСМ, но според него тоа не е причина опозицијата, како што кажа, да ја вознемирува јавноста. Го повика обвинителството да се вклучи во оваа приказна и да отвори соодветни постапки. Александар Спасовски, Сител телевизија. Во теме на денот, како што најавив вечерва за случувањата во Бугарија и за можноста во едни вакви услови да се градат добрососедски односи, ќе разговарам со поранешниот македонски амбасадор во Софија, Маријан Ѓорчев. Господин Ѓорчев, добро вечер, ви благодарам што сте со нас. Добро вечер, благодарам за поканата. Во средата се случија едни од најмасовните протести во Софија. Во четвртокот пред гласањето недоверба Желјасков поднесе оставка на кабинетот. Денеска едногласно беше изгласана оваа одлука, прифатена оставката на бугарскиот кабинет. Каква порака испраќа ова и што очекувате да се случува? Дали политичката криза ќе се продлабочува? Значи, денес со едногласно прифаќање со 227 гласови за оставката на бугарската влада, бугарските представници во парламентот, во Народното собрание, покажаа дека ја разбираат пораката од суверенот на бугарска држава, тоа е бугарскиот народ, бугарските граѓани, и со тоа ставија до знаење дека се свесни дека не ги исполнени очекувањата како треба да работат, задоволувајќи ги интересите на бугарските граѓани. Од тука следи една процедура која што е вообичаена во изминатите 5 години, 6 пати се практикуваше во Бугарија. Веќе ја научивме. Да, председателот Радев има право да понуди 3 мандата, прво треба да понуди на партијата со најголеми пратеници во собрание, тоа е ГЕРБ СДС коалицијата, доколку таа не успее да обезбеди мнозинство од 120 пратеника, втората партија е Продолжување на промената демократска Бугарија, и потоа третиот, доколку и таа не успее да собере мнозинство за пратеници за изгласување на новата влада, тогаш тој нуди по свој избор на другите политички партии кои се во парламентот. Тој процес започнува веќе во понеделник, од информации кои што ги видов. Во 10:30 наутро е закажана првата средба со коалицијата на ГЕРБ СДС, во 13 часот со втората по големина коалиција во бугарскиот парламент. Колку долго може да трае овој процес? Па нема да трае долго. Ете, вие сами го кажавте тајмингот, од бугарските информациони гласила знаеме како се одвива тоа. Јас мислам дека известно е дури дека од таа домова книга на личностите кои што се очекуваат да бидат службени премиери, треба да биде Раја Назарјан, сегашниот председател на Бугарското народно собрание, затоа што не очекувам дека ќе смогнат сила после ваков, би рекол, однос на бугарските граѓани кон бугарската политичка елита, таа да собере сила, повторно да нуди, да речеме, нов мандат, нова влада, туку сосема очигледно дека ќе мора низ процесот на службена влада да се консолидираат редовите на бугарските политички партии и од тука на нови предвремени парламентарни избори да ја добијат повторно довербата на граѓаните. Сега е известно дека ја изгубија целост. После 1997 година, за време на владата на Жан Виденов, има втор пат такви масовни протести од над 100.000 граѓани во центарот на Софија, и тоа е силен показател дека нешто не оди во бугарскиот политички систем, дека политичката елита е тотално оделена од бугарскиот народ. И тоа кажа премиерот Желјасков многу отворено дека се работи за тој самиот призна дека се работи за ароганција, за надменост, за суета на бугарската политичка елита која што не ги разбира пораките на граѓаните. И во фокусот беа две клучни личности. Бојко Борисов, како човек кој што долги години беше на некој начин се одликуваше со тие бугарски народни мудрости од бугарската, да речеме, традиција и култура, и Дељан Пеевски, кој што е таа темната страна, еден политичар бизнисмен кој што типичен балкански олигарх, кој што во времето на оваа влада стана по-социјалист од социјалистите. И тоа бугарскиот народ го препозна и едноставно, но фокусот не е во тоа. Во тие две личности беа само, да речеме, повод за такви масовни протести. Фокусот е нешто друго. Бугарското општество зрее и не сека повеќе, фрагментирано е на многу, би рекол, напластени слоеви, противречни во богатството и сиромаштијата,
Потоа постои тука еден огромен проблем на тоа што представува неусагласеност на тоа како институциите на Бугарија работат во однос на потребите на бугарските граѓани. А меѓутоа, веројатно сиромаштијата доаѓа на прво место, револтот за ова најголем. Колку може да се стабилизираат состојбите ако знаеме дека од 1 јануари Бугарија влегува во еврозоната, дека националната валута ќе биде заменета со еврото, очекувањата на сите е дека ќе има драстичен раст на цените или намалување на животниот стандард во Бугарија. Ќе има тешка задача за оние кои што планираат да учествуваат на избори во Бугарија. Известно е дека има голем отпор на влегувањето на Бугарија во еврозоната. Лидерот на партијата Ја слушавме анкетата од граѓаните од Костадинов кажа дека ќе поднесе предлог закон за одложување за една година за влез во еврозоната. Прашање дали тој ќе помине, но очигледно дека такво нешто нема веќе време да се случи. Втора работа што важно е да знаат македонските граѓани, битно е дека Бугарија одамна ги исполни условите за влез во еврозоната. Таа е една од 3-4 земји во Европска унија која што по висината на својот надворешен долг, по своите девизни резерви, по она што представува стабилноста на бугарскиот лев, одамна требаше да биде член на еврозоната. Не ја спречуваше проблемите во правосудниот систем и големото ниво на корупција и криминал, кој што 11 години Европската унија имаше еден механизам за контрола на тоа како се одвиваат реформите во правосудниот систем и во борбата против корупцијата и криминалот, и во тој контекст Бугарија задосни на некој начин со влез во еврозоната. Иначе таа по економските критериуми одамна требаше да биде член на еврозоната и јас не очекувам некои поголеми потреси во тој дел, во смисла дека Бугарија има доволно економска сила, доволно резерви да го надмине тој проблем, затоа што таа од 97 година, знаете, после таа криза што беше 97 година, Бугарија беше на валутниот борд на Меѓународниот монетарен фонд и таа успеа на многу ефикасен начин да се справи со сите економски проблеми во развојот на својата ова модерна европска држава. Господин Герчев, некако во македонската јавност се подгреваа надежите дека после Нова година некако ќе профункционира тој диалог Скопје-Софија. После ваквите случувања, разговарав со добри познавачи на состојбата во Бугарија, професори кои што велат дека најраната можност за да се случат изборите во Бугарија би било почетокот на април. Може ли во една ваква ситуација ние воопшто да размислуваме дека Бугарија ќе прави нешто за односите со Скопје? Апсолутно тие ќе бидат посветени на оние нивни внатрешни проблеми, да го изнивелираат ова граѓанско незадоволство и да создадат еден, би рекол, да се обидат, да направат една коалиционна влада која што во сите делови на бугарското општество ќе има, да речеме, своји поборници. Без коалиционна влада ретко сега между случаи во Бугарија некоја партија да освои 130 пратеника. Значи 240 пратеника е бугарскиот парламент и оваа коалиционна влада едва и собра 130 пратеника, 4 партии беа во таа коалиција, така што без коалиционна влада не може да има успешна влада во Бугарија и во тој контекст сосема известно дека тие ќе имаат тешка задача во следните, според мене, 6 месеци, до јуни некаде, да се договорат околу тоа. Прво, службената влада треба да направи услови за одржување на избори, потоа партиите да се договорат, а во тоа договарање најмалку уште 2 месеци после април ќе треба да се најде модус кој ќе биде премиер, кои министри ќе бидат од која партија. Тоа е еден тежок процес, најмалку 4 до 5 партии мора да учествуваат во тој процес. Но интересно е дека до крајот на есента мора да се случат и председателски избори во Бугарија. Румен Радев веќе нема можност да учествува во изборната трка за шеф на државата, но се почесто се зборува дека тој ќе формира политичка партија во Бугарија со која би се обидел да го добие мнозинството во бугарското собрание. Што би значило такво нешто за Македонија? Сега се поверојатно изгледа такво сценарио, ако најраната можност во април, па ако повторно немаме чист победник на тие избори, да се оди на некои нови избори на есен, заедно со председателски на кој што Радев би можел да настапи со таа партија. Што би значила победа на Радев на такви избори? Колку е тоа лошо за Македонија? Во секој случај и овие протести на некој начин беа иницирани од барањето за референдум за влезот на Бугарија во еврозоната, кој што го предложи баш председател Румен Радев. Се работи за еден политички проект кој што долго време се заговора во бугарската левица. Румен Радев е представник на бугарската левица, така беше номиниран од партијата на Прванов во тоа време. Подосна се откажа Прванов, номинира друг кандидат, Ивајло Калфин, но Радев убедливо победи. И за овие 9 години има константен рейтинг
никогаш би рекол во бугарската историја немало политичар со таков рейтинг. И очекувано тој да направи политички проект, заедно да ја обедини левицата, социјалистите, реформираните социјалисти, БСП, Непокорна Бугарија, националистите, Костадинов со Возраждање, Меч со Василев, Величие со Михајлов и полковник Марков. Тоа се еден склоп на партии кои што можат да го поддржат Радев на база на таа национална патриотска димензија, на база на неговите, би рекол, левичарски идеи, кои што се јасно профилирани, но важно е за бугарските граѓани, тие дигнаа глас против огромниот размер, односно противречност на богатството и сиромаштијата. Радев е човек кој што докажа во својата кариера дека е честен човек, дека е принципиелен, дека е дисциплиниран и плюс тоа е војник, генерал мајор на бугарската авиација и тој е човек кој што има безпрекорно минато. Дали ќе успее тоа минато да го преточи во ефикасно водење на политика и дали ќе победи, тоа е веќе прашање на избор на бугарските граѓани. Но за Македонија би можел? Па неизвестно е. Десницата во Бугарија се уште јака. Значи ГЕРБ сега имаше истражување Market Links, повторно е водечка партија со 17%. Зад него е Продолжување на промената со 14%. Возраждање е трето. Прашање е колку може левицата во оваа констелација на односите во Европската унија на некнење на десните, ултрадесните сили да може да се спротивстави во Бугарија. Тоа е прашање. Но за нас како Македонија важно е дека Радев е еден политичар кој што во овие би рекол 9 години јасно го покажа односот кон Македонија, кон што представува бугарско-македонски двосмерен канал, но важно е за мене од моја голна гледање ние да покажеме доколку се формира таа нова влада, повторно јасно да ги исцртаме црвените линии на Македонија. Јас сметам дека со Бугарија треба секојаш да разговараме искрено, да разговараме на стекнување доверба, доколку кажеме се што нам ни тежи и да кажеме тоа ние не можеме да го превземеме. Тоа ние не можеме да го исполниме. И до тука е во делот на соработката. Како што Бугарија цврсто ги става своите темелни вредности и она што значи во договорот ние тоа го подпишавме и сакаме да го исполните, така и Република Македонија треба да каже ние тоа не можеме да го исполниме затоа што тоа што е подпишано претходно едноставно ги допира темелните вредности на македонскиот општествен и државен систем и тоа не може да се исполни така како што вие очекувате. Ние мора да изградиме нова платформа, нов диалог, нова форма на диалог, ако сакате да градиме пријателство, добрососедство, соработка, кои сме осудени да живееме во мир и хармонија со нашиот сосед. Тоа очигледно не може да се случи во брзо време. Гледаме какви се прогнозите. Следната година ќе биде целосно изборна во Бугарија, после тоа веројатно кај нас ќе почнат подготовките ако не се случат предвремени парламентарни избори. Каде го гледате излезот? Има ли можност за решение? Излезот го гледам во шансата на Европа да се обедини. Излезот го гледам во понудата на Украина да влезе Украина во 2027 година, иако Украина е тотално неподготвена за влез во Европската унија во правен, економски и социјален поглед. Излезот го гледам во понудата за Молдавија да влезе во Европската унија, иако се тие и Украина и Молдавија далеку не само за нас, за сите балкански земји. Значи Европа треба да разбере дека овој пат таа фамозна шема на би рекол мерит системот, дека се оценува според спроведените реформи. Ако беше така, Македонија требаше да биде членка на Европската унија 2011 година. Овдека се работи за политика која што Европа мора да ја спроведе ако сака да го обедини континентот и да биде јака, обединета, сложна пред предизвиците кои што го наметнува новиот светски поредок. И тука е шансата на Македонија. Европа да разбере дека исто така што се Украина и Молдавија важни, важни и Македонија, Албанија, Србија, Црна Гора, сите се важни и Босна и Херцеговина, така што тука лежи проблемот на нашиот проблем е проблемот на европското единство. Не е проблемот на тоа дали некој ќе ни каже не го направивте ова или не го направивте тоа. Ние направивме толку многу реформи, кажав кога требаше да влеземе, сега останува на Европа да покаже дека е добронамерена и да си исправи грешката што направи 2019 година кога Македонија исполни се и сите кажаа дека после тоа треба да потпочне преговори и потоа излезе Макрон и кажа сега ние прво да се реформираме, потоа Македонија ќе видиме што ќе биде со неа. Тоа е шансата за Македонија, тоа комплетно обединување на Европската унија на сите делови од европскиот континент. Тука имаме шанса, а верувам дека Европа тоа го препознава и пораките кои што сега идат од Брисел, последните пораки се дека на некој начин ќе се создаде амбиент тие вета, тие условувања, тие уцени да бидат оттргнати во Брисел и да може да се разговара на начин дека
да седнеме на преговарачка маса и заедно сите ќе ги решаваме проблемите полесно. Да, ова само потврдува дека ќе биде тешко и ќе биде долготрајно. Па ние чекориме веќе толку години, 25 години по тој пат. Очигледно дека ќе мораме да почекаме уште малку, Европа да го завземе правиот курс во новиот светски поредок. Господин Герчев, благодарам многу за гостување. Благодарам ја за поканата. Безбеден град ќе казнува од февруари законските измени од денеска во собраниска процедура. Итна медицинска помош без основни лекови се наплаќало и за интервенции кои се бесплатни. Контролите на Фондот за здравствено осигурување откриле сериозни пропусти во работењето. Системот Безбеден град се одложува за еден месец, наместо на 1 јануари казни ќе се издаваат од 1 февруари идната година. МВР ќе прифати и поголем дел од забелешките кои беа посочени досега во тест фазата. Во меѓувреме, во собранието од денеска влегува и пакет од законски измени кои треба да овозможат целосна функционалност на системот. Safe City официјално ќе стартува од 1 февруари. МВР објави дека системот со казни ќе почне во Скопје, Тетово, Куманово и долж коридорите 8 и 10. Од полицијата појаснуваат дека видеата од камерите ќе се чуваат 30 дена, но материјалите кои ќе покажуваат прекршоци ќе бидат чувани до целосно завршување на постапката за сторениот прекршок, односно додека возачот не ја плати казната или додека судот не му ја одземе возачката дозвола поради покрупен прекршок. МВР и дефинитивно ќе воведе праг на толеранција, но засега без детали. Во тест периодот, надлежните мора да ја проверат неговата прецизност, калибрацијата и целокупниот процес од детекција до документација. За редовната примена е предвидено да се донесе решение според европските стандарди и практики и се очекува тогаш да се утврди и прагот на толеранција, кој секако дека ќе биде во интерес на граѓаните. Целта не е Министерството за внатрешни работи да казнува за минимални надминувања, туку да ги спречи опасните брзини и безобзирни употреби на моторни возила кои предизвикуваат сообраќајни незгоди и кои одземаат човечки животи. Во меѓувреме, извори од собранието за Сител велат дека денеска ќе биде испратен пакет од закони кои мора да бидат променети за Safe City да може да ја врши својата функција. Станува збор за пакет од 5 закони, од кои за измените во законот за прекршоци потребно е двотретинско мнозинство. Системот во моментот регистрира 3 видови на прекршоци: брзо возење, поминување на црвено и стечени сообраќајни. Кога системот ќе почне да казнува, ќе биде додадено и непрописното запирање и паркирање. Најавите од МВР се дека системот Safe City во иднина ќе продолжи да еволуира, односно да регистрира поголем број видови на прекршоци, но и од безбеден град да стане безбедна држава. Сепак, за сега нема детали што се ќе следат камерите за автоматска регистрација на регистарски таблички. Даниел Василев, Сител телевизија. Служба за итна медицинска помош работела без основни лекови. Во друга пак се наплаќало и за интервенции кои се бесплатни. Контролите на Фондот за здравствено осигурување откриле сериозни пропусти во работењето. Итна медицинска помош од внатрешноста нема ниту ампули за болка. Фондот за здравствено осигурување при контролите констатирал дека лековите што ги поседува оваа установа се под минимумот за да функционираат како брза помош. Во друг град иста ваква служба го немала неопходниот тим за работа. А имало и таква која наплатувала од пациенти иако не било законски. За проценки каде што сметале дека таа услуга транспорт, например, да кажеме, до здравствено установа, што не била спрема параметрите, индикациите, е било направено. А во моментот не би ги менувало здравствените установи каде што се востановени овие недостатоци со наплатите до објавување конечно на извештаите. Под лупа на фондовските контроли биле и 26 здравствени установи за платите и дежурствата. Откриле дека двајца директори на скопски клиники незаконски си ја зголемиле платата и тоа за 10%. Во други исплаќале додатоци и за смени и за дежурства. А 8 воопшто не доставиле податоци, што според фондот укажува дека се проблем неоправдани и несработени дежурства. Значи на сите им упатуваме барање да извршат поврат на незаконски исплатените средства. Дел од следната контрола ќе биде да видиме дали постапили. Освен за контролите во јавни здравствени установи,
Фондот се пофали дека по извршениот мониторинг на државни институции за оваа година од страна на Агенцијата за заштита на правото до слободен пристап на информации, фондот е на прво место по транспарентноста. Сања Димитровска, Сител телевизија. СДСМ обвинува дека банка која не добила дозвола за влез на европскиот пазар ја купила Стопанска банка Битола. Според нив станува збор за банкар близок до српскиот претседател Вучик, а тоа го оценуваат како откривање на врската со власта во Македонија. Како тоа? Европската централна банка има превземено ваков ригорозен чекор, а Трајко Славевски и НБРМ без размислување го дозволиле превземањето во Македонија. Зошто не биле повнимателни? Особено што станува збор за банка од понизок ранг. Еве го сценариото на кое предупредувавме. Оваа трансакција е нераскинливо поврзана со финансиско-политичката мрежа на владеачките структури во Србија со Христијан Мицковски и ДПМН. Реагира од банката, од каде велат најостро ја осудуваме денешната пресконференција на СДСМ и изнесените невистини и манипулативни наводи, кои се во целосна спротивност со јавните заложби на оваа партија за привлекување нови инвестиции и унапредување на регионалната соработка, велат од Стопанска банка Битола. Зачудувачки е што токму СДСМ, партија која претендира да биде сериозен политички фактор, си дозволува да пласира неосновани и неточни информации за субјект од банкарскиот сектор, со што внесува несигурност во банкарскиот систем, а со тоа директно ја доведува во прашање сопствената политичка одговорност и кредибилитет. Стопанска банка АД Битола е горда што добива сериозен и стабилен стратешки партнер, што представува позитивен чекор за банкарскиот сектор и за економијата во целина. Доколку СДСМ јавно не се извини за изнесените невистини и дезинформации, ќе бидат преземени сите соодветни правни и институционални чекори за заштита на угледот и интегритетот на банката, се вели во реакцијата. Стручната јавност е изненадена од предлогот на Собраниската комисија за избори и именувања, која за нов член на Судскиот совет предложи полициски инспектор. Велат загрижувачки е што Собранието продолжува да предлага кандидати по старите критериуми за истакнат правник, иако новиот закон за Судски совет е веќе во собраниска процедура. Полицискиот инспектор од СВР Тетово Альбан Кадриу, кој е предложен за член на Судскиот совет, предизвика реакции кај стручната јавност. Невладините од групата за реформи во правосудството се изненадени што предлогот доаѓа кога во собранието е веќе почната постапката за донесување на новиот закон за Судски совет, кој предвидува построги критериуми за избор на член на советот од редот на истакнати правници. Апелираат до собранието прво да го донесе законот, па потоа да се пополни испразнетото место во Судски. Одолговлекувањето на постапката за донесување на законот и притоа сега избрзувањето на собранието со избор на член по старите критериуми практично го оддава тој впечаток на недостиг на волја и доследност во имплементацијата на реформите, бидејќи може да се оддаде впечаток дека на овој начин практично се заобиколуваат оние нови заострени механизми и целата таа потранспарентна постапка која треба да биде спроведена за ваквиот избор. Полицискиот инспектор Кадриу за нов член на Судски го предложи Собраниската комисија за избори и именувањата. Местото во Советот е резервирано за етничките заедници кои се над 20% во државата. Критериум е кандидатот да биде истакнат правник. Во биографијата на Кадриу пишува дека студирал на Универзитетот на Југоисточна Европа во Тетово. Со успех го положил правосудниот испит. Работи во СВР Тетово, а моментално спремал и докторат. Тој треба да седне на местото на Селим Адеми, кој беше предложен од собранието, а денеска му заврши и вториот 6-годишен мандат. Ви кажувам да работите согласно вашите убедувања, согласно законот, да не навлегувате во перцепцијата на јавноста. Од Судски заминува и Весна Дамева, која како истакнат правник влезе во Советот по предлог на поранешниот председател на државата Пендаровски. Актуелната председателка пак веќе најави дека нов член на Советот ќе предложи откако ќе биде донесен законот за Судски. Со него истакнат правник ќе се смета кандидатот кој има најмалку 15 години работно искуство во правната професија, минимум 3 препораки од универзитетски професори, адвокат или уставен судија. Зоран Јаневски, Сител телевизија. Загрижувачки податоци открива последната анкета на МЦМС. 45% од граѓаните велат дека би дале подкуп ако тоа е единствениот начин да си го решат проблемот.
На врвот на листата корумпирани според граѓаните се судиите, па обвинителите и полицијата. Кога станува збор за тоа кој може најмногу да се избори со корупцијата, граѓаните најмногу веруваат во Министерството за внатрешни работи. На нешто повеќе од пола милион граѓани во Македонија оваа година им бил побаран подкуп, а 448.000 навистина дале подкуп. Новото истражување на МЦМС покажува дека корупцијата се подлабоко е вградена во системот, а граѓаните се поподготвени да ја прифатат како нормална работа. Паралелно со тоа расте и подготвеноста за корупција. 45% од граѓаните велат дека би дале подкуп ако тоа е единствениот начин да си го решат проблемот, додека само 26% остануваат сврсто против, без разлика на околностите. Сепак најзагрижувачки според истражувањето е фактот што корупцијата речиси да не се санкционира. Кога оваа бројка ќе ја земеме и ќе ја префрлиме на тоа колкав е бројот на лица кои што биле осудени во 2024 година за кривични дела поврзани со злоупотреба на службената положба и подкуп, што во оваа конкретна година е 73 лица, доаѓаме до најголемиот пораст на ефикасноста и на ефективноста на институциите. Денес за 677.000 граѓани подкупот е прифатлив начин на функционирање, бројка што значително се разликува од пред 2 години, кога 2/3 од населението го осудува секој коруптивен чин. Општата перцепција кај граѓаните пак, односно 69%, е дека повеќето службеници се корумпирани. На врвот на листата се судиите, обвинителите и полицијата. Кога станува збор пак за кој може најмногу да се избори со корупцијата, граѓаните најмногу веруваат во МВР, односно 50,3%, а веднаш зад него е владата со 47,4%. Само 2,8% од граѓаните имаат целосна доверба во судовите. МВР како такво секогаш традиционално е високо на скалилото на доверба кај граѓаните и мораме тоа да признаеме дека на многу едноставна причина, бидејќи секој еден граѓанин прва линија на одбрана, односно на отпор е местото каде што ќе се обрати е Министерството за внатрешни работи. Мораме да имаме во предвид тука кога станува збори за владата дека одредени поместување има со самото тоа што станува збор во моментот на мерење на релативно нова влада во која што има очекување од граѓаните многу поголеми дека навистина ќе се бори со корупцијата. Оваа година најголем дел од граѓаните сметаат дека желбата за лично богатење на оние на власт е главен поттикнувач на корупцијата. Песимизмот и понатаму е висок, околу 80% од граѓаните очекуваат дека коруптивниот притисок ќе продолжи во иднина. Анкетата за МЦМС ја спроведе М-проспект телефонски на репрезентативен примерок од 1000 полнолетни лица во период помеѓу 4 и 25 јуни. Тамара Дичевска, Сител телевизија. Доставувачите на ефтини нарачки од Кина велат дека новите цени со пресметан данок во целосен износ се објавени на страниците за нарачки. Данокот од 18% за малите нарачки од Тему и Алиекспрес веќе е пресметан во цената. Него го плаќаат граѓаните кога купуваат одреден производ. Но зголемувањето не е 18% затоа што дел од данокот го субвенционира Кина преку леснувањата за зголемување на нивниот извоз, велат од фирмата која ги доставува нарачките од овие компании до дома. При влезот во Македонија пак, ако нарачката е над 90 евра, се плаќа и царина. Затоа компаниите веќе почнаа да ги делат пратките под оваа сума. Кога се формира една нарачка, кога ќе дојде апликацијата за плаќање, бројката може да биде променета. Има различни типови на продукти што подлежат по различни видови на царинење и зависност од сумата, но во суштина тоа е така како што кажавте. Нема да биде ништо посебно додаток, граѓаните не треба да се плашат дека ќе треба да додат во царина или други активности да преземат, туку ќе биде вградено во самата цена која ќе платат преку страницата. Законот за плаќање ДДВ од 18% за нарачките до 22 евра, кои претходно беа ослободени, стапија на сила во декември. Од финансии тогаш тврдеа дека трошокот за ДДВ нема да падне на товар на граѓаните, туку ќе биде обврска на шпедитерите. Од царина појаснуваат, данокот го плаќа операторот во име и за сметка на граѓанинот или самиот нарачател во случајот граѓаните. Овој закон е најблаго кажано од наша страна многу коректен закон, никого нема да удри под джеп, нели, народски кажано, а во буџетот, државниот буџет ќе се слеат дополнителни средства. Од операторот кој ги доставува пратките најавуваат и новини. Производите ќе можат да се плаќаат при самата достава во кеш. Бидејќи целиот регион ќе оди по таков систем, во Балканот се уште кешот доминира и
Тоа е таква ситуација жалосна. Ако побрзаме со овие нови работи што ги прават електронски, фискални и така натаму, можно е да падне бројот. И треба да се поевтинат сервисите за плаќање со картичка и други инструменти, за да и компаниите и граѓаните се охрабрат полесно да применуваат електронско плаќање. Целта на новиот закон беше да се зајакне домашната економија. Во буџетот се очекува секој месец по овој основ да се слеат по 65.000 евра. Наташа Мерсовска, Сител телевизија.